Ако може да ни кажете во однос на состојбата во Колска, таму вработените повторно почнаа да протестираат, што ќе преземе владата, кога ќе бидат исплатени платите што ги бараат? На претходната владина седница, јас практично и скоро и да не бев присутен, бидејќи бев излезен цело време да разговарам за проблемите околу Колска. Проблемите со Колска не се од денеска и од вчера, значи тие се нерешени уназад десетици години. Практично владата, за да го реши проблемот во Колска, донесе сет на мерки и тоа пред се законски мерки за зголемување на оснивачкиот капитал во Колска. За таа работа, без разлика дали се работи за влада или не, мора да се поминат законските постапки, а тие трајат некаде од недела до 10 дена. И проблемот на вработените во Колска ќе биде решен не само краткорочно со зимање на една плата, него тој ќе биде решен и малце подолгорочно, но прво да се вратам околу, да речеме, акутната ситуација. Во таа смисла, ние на минатата влада донесовме еден заклучок во кој што дадовме насоки како да се реши проблемот. За решавањето на тој проблем беа детерминирани 15 милиона денара, кои што ќе бидат доволни за земање на плата и обезбедување, што е многу поважно, значи на репроматеријали за продолжување на нивниот производен процес. Значи многу е поважно да вие го обновите производниот процес и да обезбедите подолготрајно работење на компанијата и да обезбедите стратешки мерки кои што ќе овозможат да таа компанија опстои на долг рок. Денеска, но и покрај тоа што донесовме заклучок, мислам дека некој манипулираше со вработените и тие излегоа вчера на штрајк, за да јас им ја објаснам ситуација. Утрово во 7 часот бев во Колска, во Велес, и јас одржав средба во кругот на фабриката со вработените, имавме конструктивен разговор, тие ги сватија мерките, сватија дека практично не им се информациите соодветно пренесени, или може би имало и некаква друга информација која што би рекол дека е манипулација со вработените, и тие ја сватија ситуацијата, сватија дека нивниот проблем е решен и практично тој штрајк престана и нормално процесот во Колска ќе биде соодветно, производниот процес ќе биде возобновен. Господине Ангјушев, Стопанската комора, од каде доаѓате и вие, предложи една мерка до владата, иако не беше разгледувана, сепак е предложена како мерка за укинување на царинските давачки за литиум-ионските акумулатори. Може ли да ни кажете дали евентуално станува збор за отварање на нова можност за компанијата Брако и дали ќе се направи некаква законска измена за да не се доведува дел од луѓето кои се во владата да има конфликт на интереси, односно да се измени некако законот, да се стави некаква си законска можност за да не се доведуваме во конфликт на интереси, затоа што во јавноста се повеќе се шпекулира дека препознаваат конфликт на интереси. Значи, ви благодарам за прашањето. Вие истото прашање ми го поставивте веќе, јас ви одговорив, еве ќе го одговорам уште еднаш. Значи, на седницата на влада за која што зборувавте, јас во главно не бев присутен. Прашањето за кое што прашувате е во делот на Министерството за економија. Јас не би знаел да ви одговорам конкретно на вашето прашање, но она што сакам да ви го кажам е дека сите компании во Република Македонија мора да работат согласно законите и за ниедна компанија да не важи ни повеќе ни помалку законот. Значи, вклучително и компаниите каде што јас сум сопственик и сега немам контрола над управувањето. Благодарам.